Со црвен тепих, музички перформанс во изведба на Исмаил Лумановски, Дуке Бојаджиев и Крсте Роджевски и со присуство на политичари и бизнисмени, 400 македонци кои живеат и работат во Соединетите Американски држави, се собраа на донаторска гала вечера во Чикаго во организација на непрофитната организација Македонија 2025. Извршната директорка на организацијата Никица Мојсовска-Блажевски за Гласот на Америка вели дека собраните средства ќе бидат искористени за корисни цели. Ќе бидат искористени главно за поддршка на млади таленти, поддршка на одлични бизнис лидери, както и директна поддршка на компаниите во Македонија. Сигурно дека средствата се над милион евра, меѓутоа се надевам дека ќе има многу повеќе од тоа. Секако дел од средствата доаѓаат и од самите членови на бордот на директори, меѓутоа и од многу други пријатели. На вечерата во Чикаго присуствуваше и председателот на Северна Македонија Стево Пендаровски. Тој собирот на македонската дијаспора го нарече благородна кауза. Ова е важно затоа што станува збор за веројатно најголемиот собир на македонската дијаспора последниве години и години. Ќе се видиме со луѓе со кои не сме се виделе долги години, меѓутоа многу поважно од тоа е што сите сме собрани заради една благородна кауза, а таа е вечерва да донираме што е можно повеќе средства за талентирани македонски деца, кои утре ќе може да отидат на најдобрите светски универзитети, да се едуцираат и тоа знаење понатаму да го приложат во развојот на сопствената држава. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики за Гласот на Америка вели дека државата изминативе години недоволно се грижела за својата дијаспора. Сметам дека структурно треба да се промени тој пристап, треба да ги гледаме дека тоа се наши луѓе кои што имаат огромен потенцијал на знаење, но и капитал за да направат нешто за својата држава. Сметам дека далеко сме од таму кај што треба да бидеме, но чекорите кои што се преземаат се правите. Преку овој настан сакаме да докажеме колку е силна македонската дијаспора и на кои начини можеме да придонесеме на патот до просперитетот, вели Митко Андонов, член на клубот на амбасадори во Македонија 2025. Тој вели дека настанот ќе упати апел да се помогне на македонската економија. Со овој настан ќе бидат собрани средства кои што ќе бидат кои ќе помогнат во многуте програми кои што се организираат, како што и до сега беа организирани од страна на нашата организација Македонија 2025. Најчесто тоа е во делот кај младите за стварање на за програми за кодирање за децата или помагање на младите лидери, креирање на новите лидери, на новите генерации кои што ќе ги водат бизнисите во Македонија. Исто така се инвестираат и во бизниси, стартапи кои што помагаат и ги ствараат идните трендови во Македонија. На гала вечерата во Чикаго, председателот Пендаровски му додели орден 8 септември на главниот извршен директор на Боинг, Дейвид Калхун, а награда за признавање на дијаспората за 2023 година им беше доделена на Стенли Томас и Владко Андоновски за нивниот исклучителен придонес кон македонската заедница и за афирмација на својата татковина.